Повторно се селиме на река. Нашиот колега Кирил Стојанов утринава е во Велес и се подготвуваме за 25-та вардарска регата, која што ќе води до Солун, а колегата будно ги следи сите настани во продолжение. Кире, повели? Така или не, морам да потврдам дека диџејот се уште си ја гледа работата како што треба. Уживаме во македонска патриотска музика. Во првото вклучување можевме да слушнеме многу повеќе за историјата на регатата, за тоа како почнуваше, како се развиваше и со која цел. Овде во ова второ вклучување ќе зборуваме со луѓе кои што едниот повеќе од една деценија, другиот 5 пати. Имаме човек кој што прв пат ќе учествува во оваа регата. Велам добро утро за Александар Љутков, Кристијан Стојановски и Иван Гушев. Еве ќе почнеме со вас како најискусен, повеќе од 10 пати. Кажете ни што ве мотивираше да се приклучите на оваа регата? Па пред се мотивацијата, ние сме вардарски деца. Мотивацијата ни е Вардар и она што го правеле гемиџиите, значи нашите предци, кои што го нашле патот по вода до Грција. Ја продолживме таа традиција пред околу 80-тите години, па имаше некој прекин од 13 години и после тоа од 2010 година па до денешен. Ова е 25-та јубилејна регата. Од прошлата година стапивме во контакт со солунските скаути извидници, кои што ни дозволија и многу добро не прифатија да преминеме граница и да стигнеме конечно до Солун. Годинава е втор пат до Солун, така да имаме мирна вода и Повеќе од 10 пати учествувате во ова. Што се, какви се услови видовте на реката, што се преживеа? Вардар е секоја година различен. Значи годинава е, мислам дека најкатастрофален, немаме вода. Меѓутоа, мислам дека ќе пребродиме се, има и убави и неубави работи. Значи, давеници попат имаме најдено многу, додека весламе. И пред се дружбата кога по вода, од чамец до чамец и таму кај што застануваме. Што значи таа дружба? Колку од тие контакти остануваат за цел живот? Тие контакти остануваат за цел живот затоа што 7 дена сега ќе се дружиме, значи ќе бидеме рамо до рамо сите. Имаме поддршка од општините Градско, Демиркапија, Неготино, кои што не поддржа со тоа се услови за кај да застанеме, кај да се сместиме, кај да подигнеме шатори, и армијата на Република Македонија таму спиеме на Криволак првата ден, другата ден Демиркапија, третата Марвинци, се префрламе во Грција. Имаме човек кој што наследи таа љубов и од неговиот татко. Во првиот вклучување бевме со твојот татко. 5-та година, кажи ни какви се емоциите и желбите кај тебе да се приклучиш на вакво нешто? Па пред се емоциите се многу големи, многу голема работа правиме денеска и исто така години уназад. Пред се исто и многу голема љубовта, помош за ова се да се организира, зашто пред мене, како ред други што се останати тука, се труделе да успее ова. Дали претходно од Велес до Гевгелија се сега, кој што спомна Александар, имаме можности до Солун да го извесваме целиот пат, како што го терале нашите предци. И твоја порака, зошто помладите треба да се приклучат на ова? Ти имаш веќе искуство. Колку време е потребно да се подготви, да се спреми за следната година да биде дел од вашата регата? пред се, да речеме, наједноставната работа својата опрема му треба еден ден да се спреми човекот, ама физички мора да се спреми сигурно недела, две пред тоа, заради тоа што се тешки условите, весваме на температури над 40 степени, у просек од 8 до 10 сати сме у вода и мора да си способен тоа да го издржи. Ако не си, треба да се спремиш или да се потрудиш бар малку. Што е оно што ти остава во сеќавање од сите овие години во кои што беше дел? Што е оно што се сеќаваш од првиот пат до денес? Па пред се, ајде да кажеме, првиот пат имав 13 години кога дојдов прв пат да весам вардарската регата. Ново искуство, не ми беше ништо јасно, ама вака еве како и минат години се и се полесна ми е на регатава и ем за организирање, ем за весвање.
и најбитната работа според мене за регатава е дружбата. Со тие луѓе што ќе се запознаеме сега покрај во нашите посади, во другите, цел живот со нив ќе бидеш во контакт и ќе живееш со нив. Со нас е Кристијан Стојановски, човек кој што прв пат ќе учествува на ова. Кристијан, што те мотивираше тебе да се приклучи? Слушавме убави работи од луѓе кои што повеќе години учествуваат, што беше мотивот кај тебе? Па кај мене и лично, јас по карактер сум авантурист, сакам доста да патувам, да шетам, човек што ја почитувам македонската историја и култура и едноставно мотивот ми е борбата на гемиџиите, борбата на комитите кои што ја правеле за Македонија. Мене јас 2 пати јавав од Соилиндейскиот марш од Скопје до Крушево и сакам сега малку да променам, сакам не една нова рута, нели по вода. Така да, тоа е главно мотив, едноставно борбата на луѓето кои што дале ја платиле со живот и сметам дека треба да се одолжиме ние на некој символичен начин. Колку ваквите организации, оддавање почит кон гемиџиите, кон комитите, е важно за помладата генерација да се промовира тоа, да се рекламира, да се стимулира да учествуваат во вакви работи? Па знаете како велат, народ без историја нема да постои. Ние мора цело време да се потсеќаме на тоа што правеле луѓето пред 122 години или пред повеќе, со цел утре да им покажеме на луѓето дека ние имаме идентитет, имаме постоење и со тоа да покажеме јасен став и кај нас самите македонци и према другиве соседни држави дека ние имаме континуитет нашата држава. Спремен ли си ти, бидејќи прв пат се спремаше ли за ова, подготвен си да го издржиш целото ова пловење до Солун? Па да, дефинитивно сум спремен и психички и физички, така да мислам дека ќе биде доста голема авантура што ќе уз дружба, уз забава, уз муабет, така да ќе биде доста и пријатно и интересно, така да сум спремен. Одлично, со нас ни се приклучи и Чичко Владо, ако не сум грешка. Тука имаме повеќе новинарски екипи, тој ги обслужува сите нас. Само ќе те самолам да дојдеш поблиску до мене заради микрофонот. Ти си од поискусните овде, кажи ми како ти гледаш на целата оваа организација? Јас сум најискусниот овде. Имам 74 години, 75-та ќе ја почнеме. За кратко, учесник сум на сите регати, еден од творците на регатата, затоа што започнавме прв пат со регатата како кајакарска регата. Првата кога стартуваше, со нас беа сите, и извидниците, и феријалците, љубителите на водата, љубителите на Вардар, луѓето што ја сакаат природата. Одевме 10-11 години поред и во еден миг прекина регатата, се направи некоја пауза од 10 години и еве 15 години, исклучувајќи ги годините на ковидот, кога не ни дозволија да пловиме више 25 регата редовно. Нека дојдете само од оваа страна колегата кој што е задолжен за кадрот, вели дека е подобро да стоите овде сите заедно со маиците. Кажете, кога го стварувавте ова, кога почнувавте, замислувавте ли дека ќе има ваков тек, дека ќе има ваков одзив, дека целото ова ќе стане на традиција која што ќе биде символ на градот? Велес е посебен град, да се разбериме. Велес е историја на Македонија. Во многу различни насоки, тоа е почетоците во Македонија се тука во Велес. Зборувајќи од првото школо, првата болница, најголемата болница и многу други работи за Велес кои луѓето се уште не ги знаат. Регатата беше секогаш активна. Во старт патуваа само кајакарите. Со чамци одевме до Гевгелија, поштенскиот вагон, вечерен воз до Велес, до железничка станица, по Вардар, до Хангар, само во погорниот мост ни е клубот. Одеа кајакарите, во еден миг размислувавме зошто само ние да го гледаме Вардар и неговите брегови, преубавиот Вардар, преубавата Вардарска котлина и долината негова, да ја гледаме само ние кога има многу убави работи по Вардар. Демиркаписката клисура е доживување. Буквално, човек што е поминал еднаш не може да не сака повторно да ја помине. Има и многу други прекрасни делови на Македонија, така се роди и така започна регатата. Од секојаш била масовна. Броиме понекогаш и по 100 учесници на регатата, зависно, малце е тешка регатата, да се разбереме, гладиаторска е. Регатите во светот се 10 до 12 километри, туризам, земање пари и тие работи. Оваа наша регата никогаш, од никога не сме побарале пари. Се сноѓаме како знаеме
и одиме до крај. А треба ли да има државна помош? Ќе ве прекина овде, ќе ме извините, меѓутоа велите не сте побарали, меѓутоа колку е важно државата да го препознае ова и да помага на целата организација? Самиот збор гемиџии знаеме на кого ни асоцира. Луѓето го дале својот живот. Ако државата не ни помогне, ќе расториме регатата, наједноставно. Други времења се. Порано имаше фабрики кои не дотираа. Цело време. Кој ќе даде автобус, друг ќе даде ручек, третиот ќе даде нешто друго, така да без пари можевме, без проблем. Сега више се сменија времињата. Може да се најде некој приватен спонзор да помогне со нешто, благодариме на сите што ни помогнаа и сега. Благодариме и на општината што одвои некои средства да може да оди регатата и добро е што оди постојано, не ја прекинуваме. Али во секој случај мора да има помош од државата. Мора да има, видите, условите се сосем други. Знаете што се случи во Кочан? Не сакам да споменам воопшто, значи треба више се да биде точно како што треба. Не е само изјавата од човекот ја одам на моја собственост. Више мораме да имаме опрема крајно професионална, за да можеме да отидеме, да можеме да се видиме чисти и сами пред себе и пред другите. Еве, кога ќе се свртите на оваа страна, ќе видите двајца млади дечки, едниот е прв пат, другиот неколку пати учествува. Кога ги гледате нив, се чувствувате ли исполно дека успеавте во мисијата да ја пренесете? Нема на вистина да веруваш колку сум среќен, кога ќе видам нов човек. А знаеш зошто? Затоа што и в година ќе ги видам и двајцата. Тој што влегол еднаш и два пати, тој никогаш нема да се откаже од регатата. Може би некош ќе се случи да не може да дојде, али ако е слободен ќе дојде, не знам што да биде. Тргнite од мене. Не сум прекинал никош, нема да прекинам. Без разлика, кога сум имал и на работа сум одел и секаде ја ќе најдам време. Ќе побарам одмор, што ми треба и тргаме на регата. Заради тоа, верувам, ќе ги гледам постојано. Еве го примерот. Тој веќе од поискусните повеќе од деценија. И тој беше као него еднаш. Од еднаш нема више крај. Јас го познам овој што е прв пат, тој ќе доаѓа, верувам во тоа. Само за крај, кога е предвидено тргнувањето и со каква свеченост ќе бидат испратени? Тргнувањето е во 9 часот. Градоначалникот е тука. Треба и Ангел да дојде да ни испрати. Доаѓа постојано, пошто епархијата е само преку нас, преку Вардар, веднага тука на самиот Вардар. Секојаш положуваме цвеќе на погинатите гемиџии, на кружокот. Мислам дека секојаш градот не испраќа, шо родители, шо пријатели, шо познати, ќе не поздрават. Телевизиите се секојаш. Некои телевизии доаѓаа со нас и по 4 дена надоле со регата си правеа емисии кои се уште вртат по... Ќе дојдевме и ние, не ни е спремен колегата снимател, не знае да плива, ќе го научиме за следна година. Учете го, ако не, ние имаме појас и проблем нема никаков. Знам Канал 5 пред 5-6 години беа 4 дена, имаат прекрасно. Јас ви благодарам за одвоеното време, се надевам дека ќе имате мирна река, дека ќе стигнете живи и здрави, се гледаме на враќање. Малце подива река, не ќе мирна река, ни требе вода, малце е ниско нивото на Вардар. Добро е што е сама ни пушти малку вода, еве ја више доаѓа, ќе ни помогне надоле. Целата работа е да дојдеме до близина на Демиркаписката клисура, после тоа е лесно. Ви благодарам многу, уште еднаш ви посакам на сите успешно стигнување во Солун. Еве, слушнавме за тоа како е да се биде учесник, што е кои се оние предизвици кои што ги има, зошто е важно да се учества, имавме представници на различни генерации. Веруваме дека оваа традиција ќе продолжи, дека тие живи и здрави ќе стигнат во Солун и ќе се вратат. Ветер во грб на гемиџиите и се разбира убава регата, а ние продолжуваме